Зонското паркирање во Радовиш после скоро 9 месеци припрема, бидејќи ние прв пат го уведуваме. Многу е интересен фактот дека сите, кога се направи анкета во почетокот на ланската година, што е приоритет во Радовиш, сите кажат два приоритета најголеми: сообраќајниот хаос да се реши и градскиот пазар да се направи. Јас се зафатив одма со првиот проблем, затоа што за тоа треба време. Прво мораше сообраќајен проект да се направи, да се обучат луѓе, да се направи обележување хоризонтално, вертикално. Тоа трае време, бидејќи тоа оди на одобрување кај МВР. Не е важно, постапката е долга. Сета таа постапка беше транспарентна преку Советот на општина Радовиш. Значи, нити градоначалникот донел ценовник, нити ставил цени. Значи, еве и јавно ќе ги објавиме, ако луѓето не знаат во државата, цените во Радовиш се 20 денари за втора зона и 30 денари за прва зона. Од кој што во првата зона може да нема ни 100 паркиралишта. Се работи за епицентар на градско подрачје, на најфреквентното место, каде што луѓето си дозволуваат да си паркираат возило цел ден и да си оди у кафич. Сега тоа на некого му смета. Декларативно сите сме да ставиме ред во сообраќај, ама да не плакеме. Тоа не постои. Затоа што таа служба, нашата математика покажува, финансиската анализа, дека првите 3 години ние не може да ја вратиме ни инвестицијата во проектот. Бидејќи сега таму има вработување на парцелари, има возила за поставување на блокатори, софтвер. Сето тоа се трошоци. На годишно ниво ние очекуваме барем 3 години да се врати тоа што сме го инвестирале, а камоли да заработуваме. Така да цената од 20 денари за паркирање од час во Радовиш, од кои што првите 15 минути се бесплатни, мислам дека нити е висока, нити е нешто што не може некој да си го дозволи доколку има потреба. Така да многу брзо граѓаните, да ви кажам искрено, тоа се 5% од луѓето кои што не сакаат да имат ред, затоа што го узурпираа простор. Ќе видиме после, да дадеме време 3 месеца, ќе направиме анализа околу нова година. Сигурно ќе има одредени пропусти, некои улички може ќе треба да се привилегираат. Луѓето договори тек ќе си средат. Меѓутоа еве само 2 дена што е воспоставено, поминете сега низ Радовиш, ќе видите дека е друга слика на градот. Секаде има простор за паркирање. Никој не паркира на инвалид, никој не паркира на такси простор. Значи почнаа луѓето да се однесуваат културно. Ки имаме, меѓутоа направивме заеднички состанок и со МВР, полицијата ќе биде на терен, бидејќи сега може да ни се случи обратен ефект. Од улица возилата ги најдеме на тротоар. Така да бидат убедени граѓаните дека ние ова ќе го носиме до крај.